Добар ден, почитувани. Добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Иако епилепсијата не е воопшто лесна болест, сепак најчесто со помош на лекови таа може да се контролира и лицето со оваа диагноза да има квалитетен и нормален живот. Дали еден епилептичен напад значи епилепсија? Дали патолошки резултат на ЕЕГ без епилептичен напад исто така укажува на епилепсија? Каков невролошки преглед е потребно да се направи за да се постави оваа диагноза? Ќе ја запрашаме доктор Марија Милановска, специјалист по неврологија во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го последите по рекламниот блок, затоа останете на телма. Со доктор Марија Миланова, специјалист по неврологија во клиничката болница Жан Митрев, денеска зборуваме за епилепсиите. Докторке, добар ден. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, Марија. Благодарам на поканата и можноста да учествувам во вашата Телма амбуланта. Докторке, ќе ни појасните на самиот почеток на емисијата што значи епилептичен напад? Така. Терминот епилептичен напад и терминот епилепсија се многу тесно и интимно поврзани. Меѓутоа, епилептичниот напад не значи диагноза на епилепсија од една страна, а од друга страна не можеме да поставиме диагноза на епилепсија без да се појави епилептичен напад. Епилепсијата е хронична невролошка состојба која што се карактеризира со непровоцирани, континуирани епилептични напади, пролонгирано во текот на животот, понекогаш и до крајот на животот. Епилептичниот напад е последица, односно резултат на едно абнормално ексцесивно електрично празнење, односно дешаржирање во мозокот, кој што е последица на нарушено електрично комуницирање помеѓу мозочните клетки, односно невроните. Како се може да изгледа епилептичниот напад? Ние обично кога ќе помислиме на тоа, обично замислуваме лице кое што паѓа, му се грчи телото, губи свест, има пена на устата. Дали секогаш е таков изгледот на епилептичниот напад? Обично кога ќе помислиме на епилептичен напад и на епилепсија, пред очи ни излегува сликата за една драматична клиничка манифестација на епилептичниот напад, која што најчесто така се опишува, можеби заради фактот што таквите типови на епилептични напади се најчесто и депласирани во јавноста и многу асоцираат на епилепсија, од проста причина што се употребувани во многу едукациони видеа, па и во филмовите, за да опишат една драматична клиничка слика која што е производ, како што кажавме, на абнормално електрично празнење во мозокот. Тоа е еден од типовите на епилептични напади. Тоа е така наречениот генерализиран тонично-клоничен или голем напад, кој што започнува акутно со тресење и грчење на мускулите на рацете, нозете, лицето и останатите делови од телото, со наизменични стегања и отпуштање на мускулите, односно флексии, екстензии на рацете и на нозете, со отежнато дишење, со глад за воздух, со помодрување на лицето, најчесто околу устата и со загуба на свест. Во подоцнежните фази од нападот може да се јават и феномени на уринарна инконтиненција, на фекална инконтиненција, значи губење на контрола над сфинктерите за уринирање и дефекација, со испуштање на различни крици заради спазамот на ларингеалната и дишната мускулатура. Меѓутоа, тоа е само еден од типовите епилептични напади кои што ги познава неврологијата. Типот на епилептичниот напад, односно клиничката слика и семиологијата на нападот многу варира и зависи од тоа кој дел од мозокот е зафатен со електричниот дешарж, односно абнормалното празнење. Па така, ако со епилептично празнење е зафатен фронталниот, односно челниот лобус, на клинички план ќе имаме манифестација на абнормални неконтролирани движења на рацете, нозете, делови од лицето, устата и така натаму. Доколку со епилептичен напад е зафатен париеталниот лобус, најчесто се јавуваат абнормални сензации од типот на трнење во одредени делови од телото, доколку се зафатени
темпоралните лобуси, во тој случај на клинички план имаме една малку покомплексна клиничка манифестација на епилептичниот напад, која што често има премониторни симптоми од типот на психички промени, феномени на абнормални сензации во пределот на епигастриумот, болки во желудникот, нагони на гадење, повраќање, за да после следи класичната клиничка манифестација на епилептичниот напад, која што се карактеризира со абнормални, понекогаш бизарни повторувачки движења со рацете, нозете, устата и јазикот, и доколку се епилептичните напади локализирани во делот од мозокот познат како окципитален лобус, каде што е визуелниот центар, во тој случај се јавуваат симптоми на промена на визуелен план, од типот на заматен вид, испади во видното поле, појава на сцинтилациони, скотоми во видното поле, треперечки светла, цикцак линии и така натаму. Тоа е што се однесува до така наречените парцијални, односно фокални напади, кога со епилептичен напад се зафатени само одредени делови од мозокот или одредени региони од мозочните лобуси и кога нападот е локализиран. Од друга страна, доколку со едно синхроно празнење се зафатени обете хемисфери на мозокот, тогаш станува збор за појава на така наречени генерализирани напади, како горе опишаниот генерализирано тонично-клоничен, кој што оди со загуба на свест. Меѓутоа, генерализираните напади по својата клиничка експресија може да бидат и миоклонични и се карактеризираат со кратки повторувачки неволни движења на мускулите, може да бидат тонични, кога имаме една континуирана тонична контракција, односно спазам на мускулатурата на рацете, нозете, може да бидат атонични, кога акутно доаѓа до загуба на мускулниот тонус, истото тоа е проследено со загуба на свест и пациентот ненадено паѓа на пот. Може да бидат така наречени абсансни напади, кои што се застапени во детската возраст, најчесто се јавуваат помеѓу 4-та и 12-та година од животот. И тие се доста атрактивни за неврологијата од проста причина што често стануваат недиагностицирани или погрешно диагностицирани. Се карактеризираат со краткотрајно засегање на свеста, не со комплетно отсуство, значи детето не губи свест и најчесто се случуваат кога детето е во игра, кога се игра со другарчињата, кога е на училиште, кога е во градинка, може да се случи и во домот и се одликува со едно краткотрајно отсуство и одложување на активностите кои што детето ги прави во текот на денот. Значи си играат едноставно кратка епизода на отсуство. На исклучување, буквално на исклучување и специфично е тоа што за краток временски период се загледуваат во одредена дистанца, имаат така наречен залутан поглед и често пати додека се постави дефинитивната диагноза на абсанс напади, се губи драгоцено време, навидум се бенигни, меѓутоа може да бидат изворено опасни доколку детето се најде во средина надвор од домот, кога е во сообраќај, на улица, во вода и така натаму, може да бидат асоцирани со загрозување на животот. Така, значи споминавте дека навистина на различен начин може да се манифестираат епилептичните напади, а дали секогаш се јавуваат во будна состојба? Може ли да речеме да се јават за време на сон? Така. Многу почесто се јавуваат за време на сон или во првите фази после будењето, отколку во будна состојба. Не е детерминирана временската појава на епилептичниот напад, може да се јават во било кој дел од денот или ноќта, но значи не мора ноќен сон, може да биде и дневна дремка. Да, така. Обично се декланширани после будење или за време на сонот. Најчесто тогаш се јавуваат, меѓутоа не е исклучена можноста да се јават и во текот на денот. Меѓутоа предоминантно се јавуваат за време на сон или веднаш после будење. Што треба да направиме кога некое лице има епилептичен напад? Еве, доколку се изразени сите оние симптоми што ги напомиравме на почетокот на емисијата, доколку е драматичен епилептичниот напад, треба ли да се обидеме да го смириме човекот, да го стиснеме за да се смират нападите, грчевите, да му се отвори ли устата за јазикот да се извади?
Многу често се прави грешка кога сведоците на еден таков, најчесто генерализиран напад со загуба на свест и со екстремно огречење на мускулатурата се обидуваат да му помогнат на пациентот. И тоа е многу погрешно, дури понекогаш и животно загрозувачки. Може да резултира со повреди на самиот пациент, со несакани скршеници, односно фрактури, при обид да му се отвори устата, да се извлече јазикот, да не се голтне јазикот, често доаѓа до несакана екстракција на зъбите, до повредување или фрактура на долната вилица, често пати и индивидуата која што пружа помош во текот на нападот може да биде повредена најчесто од гризнување заради страшниот спазам на вилицата кој што е карактеристичен во текот на тој напад. Во ниеден случај, под ниедни околности не треба да се обидуваме на пациент кој што има таков тип на напад, со била каква манипулација, со вртење, обидување да се извади јазикот, да му се помогне во дишењето, едноставно не треба ништо да се прави. Она што може да се направи е, и се препорачува да се направи е да се постави во положба на страна, каде што ќе се обезбеди оптимално поминување на воздух низ дишните патишта, а во исто време ќе се спречи ислевање на секретот од белодробието повторно во дишните патишта и несакано задушување. Тоа е единствено што треба да се направи во текот на таков напад. Никакви други манипулации нема да го спречат нападот. Тоа е едно абнормално електрично празнење кое што сакале ние или не ќе се изманифестира и ќе помине. Повторно ќе потенцирам дека се прави огромна грешка во обид да му се помогне на пациентот затоа што кога сте сведок на еден таков напад имате чувство дека го губите човекот, дека човекот практично умира. Меѓутоа тоа се најчесто во најголем број од случаите реверзибилни процеси. Откако ќе помине таа електрична бура во мозокот, се воспоставуваат сите нормални физиолошки и метаболни процеси во организмот, пациентот повторно доаѓа при свест, се нормализираат дишењето, срцевата акција и секој минимален обид да му се помогне на пациентот може само да му ја влоши состојбата. А што е со оние мали епизоди на отсутност кај децата? Кога родителите ќе ги забележат, треба ли да се обидат да го вратат детето? Да му ја вратат свесноста? Повторно ќе кажам и да се обидете да интервенирате, нема да постигнете ништо на тој план. Треба само да бидете доволно интуитивни како родители или како луѓе кои што се загрижени за чување на децата. Не секогаш се родителите тие кои што ги чуваат децата, најчесто се тоа баби, дедовци, децата се во градинка или во училиште. Да едноставно предпоставите дека тоа е тој така наречен абсанс напад и доколку детето се наоѓа во потенцијално ризична средина, да го земете во раце, да не дозволите да биде жртва на некоја сообраќајна незгода или давење во вода и така натаму. Повторно, тоа е активност во мозокот на која што не можете да интервенирате во тој момент на ниеден начин. Треба само правилно да ја, кога ќе се посомневате како родител дека нешто чудно се случува со вашето дете во текот на играта или во текот на денот, дека детето е отсутно, дека му лута погледот, дека е условно кажано нереспонсивно, не одговара на повик на неговото име, не се врти веднаш кога ќе го повикате по име, да предпоставите дека можеби станува збор за абсансен напад и веднаш да консултирате невролог. Интервенцијата со адекватна антиепилептична терапија успешно ги става тие напади под контрола и детето нормално функционира без било каков ризик дека ќе биде загрозено. На која возраст обично се явуваат епилептичните напади, односно епилепсијата? Така. Епилепсијата е болест која што не поштедува никого. Буквално секој од нас може да добие? Секој од нас може да добие епилептичен напад. Ниту еден човек на планетава Земја не е амнестиран од појава на епилептичен напад. Меѓутоа има два критични периоди во животот на секоја индивидуа кога
можноста за појава на епилептичен напад е поголема. Тоа е детската возраст и адултната популација над 60 години. Кај децата ризикот од појава на епилептичен напад е поврзан и епилепсија е поврзан со развојните абнормалности кои што може да се јават за време на интраутериниот развој, за време на породувањето или рано во неонаталниот живот. Од друга страна, идиопатските епилепсии се исто така почести кај децата. Само кога не е позната причината, кога идиопатска? не е позната, да. Кај идиопатските епилепсии. Од друга страна, возрастната популација над 60 години, имајќи го во предвид фактот дека може да биде оптоварена со многу коморбидитети, односно други придружни болести, како што се хроничните кардиоваскуларни заболувања, хроничните метаболни заболувања, системските ревматоидни заболувања, Сите тие може да доведат до ваков проблем? Може да доведат до ваков проблем секундарно, ако болеста не се контролира доволно и биде продукт на абнормални метаболни и физиолошки растројства во организмот, може да доведе секундарно до појава на епилептични напади. Тие се два критични периоди во животот, во детството и над 60-та година, кога сме повеќе изложени на ризик да добиеме епилептичен напад. Кај возрастно лице кај кое што прв пат се јавува епилептичен напад, постои ли сомне за тумор во мозокот? Се разбира. Значи, прво на што помислуваме кога ќе ни се јави пациент во амбуланта и кога самиот тој или најчесто неговиот придружник, обично тоа се сопружниците или блиски членови од семејството, ќе дадат анамнестички, односно хетероанамнестички податок дека акутно дошло до загуба на свест кај едно возрастно навидум нормално лице, веднаш се јавува сомнежот дека овде се случува нешто сериозно на ниво на централниот нервен систем, односно мозокот. И обично се тоа симптоматски епилепсии, кои што се, односно епилептични напади, кои што се предизвикани од некој примерен супстрат во мозокот. За жал, најчесто се тоа мозочни тумори од типот на глиобластоми. Потоа различни видови на други невролошки заболувања, примарни мозочни афекции од типот на невродегенеративните заболувања, васкуларните малформации, како што се аневризмите, артериовенските малформации, менингиомите, некои други бенигни тумори кои што доволно ќе нараснат, па ќе го зголемат интракранијалниот притисок, односно притисокот во мозокот. Значи, сите процеси на ниво на централниот нервен систем кои што се однесуваат како туѓо тело и ги притискаат околните структури и може да ги надразнат епилептогените подрачја во мозокот, може да доведат до појава на епилепсија и дефинитивно да доведат до појава на епилептичен напад и дефинитивна дијагноза на веќе сега симптоматска епилепсија, затоа што таа е предизвикана од нешто примарно што се случува на ниво на мозокот. Не е епилепсија суи генерис настаната заради хередитет или од нам непознати причини. А што е со повредите на главата? Да речеме, при сообраќајна незгода може се повреди главата или пак при пат повторно може да дојде до траума на мозокот и на главата. Дали тоа може да доведе до епилепсија? Многу често. Краниот церебралниот травматизам е една од почестите причини за појава на епилептични напади и симптоматски епилепсии кај возрастната популација. Од проста причина што во текот на повредата најчесто доаѓа до повредување и на коскините структури на черепот, кои што секундарно може да му наштетат на мозочното ткиво, во смисла на појава на краварења, хематоми, субдурални, екстрадурални, значи во самиот мозок краварења, кои што акутно доведуваат до појава на епилептичен напад. Понекогаш можеби
траумата е навидум минорна Мала. и незначајна, мала, меѓутоа првиот знак дека нешто се случува на ниво на мозокот после и навиду мала повреда на главата е епилептичниот напад и кога ќе го диагностицирате пациентот со магнетна резонанца или компјутерска томографија, на ниво на мозокот ќе видите огромни хеморагии или хематоми кои што се малку подлабоко во мозочното ткиво, не предизвикуваат главоболка, не предизвикуваат вратоглавици, гадење, нагон на повраќање, меѓутоа веднаш се манифестираат со појава на епилептичен напад. Доколку при една, да речеме, поголема травма на главата, постои сомнеш за појава на епилептичен напад, дали со давање на лекови против епилепсија би можел да се спречи нападот? Така. Ретко кога епилептолозите и невролозите даваат антиепилептични лекови за да превенираат епилептичен напад. Консензусот и за поставување на диагноза на епилепсија е појава на најмалку 2 непровоцирани епилептични напади во период подолг од 24 часа. Значи не секогаш кога ќе се појави првиот епилептичен напад се поставува диагноза на епилепсија. Од друга страна, доколку постои ризик поголем од 60% за евентуално појавување на епилептичен напад, како што е краниот церебралниот травматизам, во ситуации каде што сте 100% сигурни дека за ден, два, за месец, два или за 6 месеци од иницијалната повреда ќе се појави епилептичен напад, во тој случај не се чека да се појави нападот, туку се дава протективна терапија за да се спречи појава на епилептичен напад. Во тие случаи да, кога прогностички ризикот е огромен за појава на епилептичен напад уште пред тој да биде јавен. Ќе ги поканиме гледачите, докторке, да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Можат тие да се јават на телефонскиот број што ќе биде испишан на екранот. Почитувани, ве очекуваме. А каква улога има прогностичка во однос на епилепсијата ЕЕГ-то? Значи, ЕЕГ е всушност снимање на брановите, мозочите бранови на мозокот. Ги правите ли секогаш ЕЕГ кај некој пациент кој што имал некаков проблем? Електроенцефалографијата или ЕЕГ снимањето. Ова се тие всушност линии кои што се прикажани. Бранови испишани во моментот на снимањето ја отсликуваат функцијата на мозокот во моментот на сликањето, во моментот на снимањето. Електроенцефалографијата е многу сензитивна, меѓутоа не секогаш специфична метода во диагностицирање на епилептичните напади. Да, кога ќе добиете податок дека пациентот изгубил свест и дека има некои клинички симптоми и знаци кои што потсетуваат на епилептичен напад, се поставува индикација за електроенцефалографско иследување. Од друга страна, потребно е да се знае дека постојат пациенти кои што имаат епилептични напади, кои што имаат диагноза епилепсија и се лекуваат долги години и кај кои што не секогаш електроенцефалографскиот наод е патолошки, односно абнормален. Во 30% од случаите, кај луѓе кои што имаат епилептични напади, ЕЕГ наодот е уреден. Меѓутоа, тоа не ја дискриминира диагнозата епилепсија. Всушност, ЕЕГ наодот не ја детерминира диагнозата епилепсија. Клиничката слика е таа што ја води играта. А што е со оние лица што немале епилептичен напад, а имаат патолошки резултат на ЕЕГ-то? Тие лица апсолутно не се кандидати за поставување диагноза епилепсија. Некогаш им се дава терапија за да не добијат епилептичен напад? Ако веќе имале иктален настан кој што е пандан на епилептичниот напад, и ако имаат дискретни промени на ЕЕГ наодот,
се препорачува давање на терапија заради стабилизирање на мозочната активност, бидејќи обично се тоа луѓе чии што мозок има понизок конвулзивен праг во однос на останатата популација, значи тоа се индивидуи кои што се многу посусцептибилни и подобри кандидати да добијат епилептичен напад во однос на општата популација. Но може никогаш да не го добијат. Може и никогаш да не го добијат. Пак ќе кажам, значи ЕЕГ е златен стандард во дијагнозата на епилепсијата, меѓутоа сам за себе електроенцефалографскиот наод ја нема таа моќ во одлучување при поставување на дијагнозата на епилепсија. Во предвид секогаш се зема клиничката слика. Клиничката слика е таа што ја води играта. Така, но вие не сте во состојба да ја видите клиничката слика, најчесто самиот напад докторот не може да го види. Така. Кој тоа треба да го опише? Бидејќи тој што го имал нападот исто така не е во состојба да раскаже што точно му се случило. Така. Како изгледа еден невролошки преглед на пациент кој што имал епилептичен напад за да се потврди дијагноза дали има епилепсија, се извинувам или не? Добро земената анамнеза, односно во овој случај хетероанамнеза, податоците добиени од сведоците на нападот на настанот е клучна во поставување на дијагнозата. И бидејќи ние користиме хетероанамнестички податоци само кога станува збор за напади кои што се поврзани со загуба на свест, во тој случај од огромно значење приказната што ќе ни раскаже сведокот на настанот. Во сите останати случаи кога епилептичниот напад не е проследен со загуба на свест, кога лицето е свесно дека нешто се случува, упорноста во исцрпувањето на тие анамнестички податоци од страна на докторот и инсистирањето на хронологијата на настаните, времето кога настанале, колку долго траеле, како се манифестирале, може да ни ги каже и самиот пациент. Хетероанамнезата ни е битна само во случај кога станува збор за епилептични напади со загуба на свест, како што се генерализирано тонично-клоничните, меѓутоа тие се толку стереотипни да само кога ќе почнат да раскажуваат сведоците на настанот, нам ни станува јасно дека станува збор за генерализиран тонично-клоничен напад и од друга страна тоа се атоничните напади или така наречените дроп атаки, кои што одат со акутна загуба на мускулниот тонус и акутно паѓање на пациентот на пот. И тогаш се јавуваат дијагностички дилеми, дали е тоа епилептичен напад, дали е тоа обичен колапс, вазовагална синкопа. Меѓутоа, тогаш се инсистира на некои подетални иследувања, лабораториски анализи, кардиоваскуларни проценки, да се види дали може би нарушувањето на срцевата работа и крвоснабдувањето на мозокот, акутното паѓање на артерискиот крвен притисок доведуваат до појава на тие напади. Меѓутоа, обично кај колапсните состојби за кратко време пациентите се враќаат во свесна состојба и продолжуваат со активноста како ништо да не се случило и најчесто се случуваат кај предоминантно кај машката популација, обично во текот на актот на микција, кога се исправени, кога настанува редистрибуција на циркулацијата во дисталните делови од телото и веднаш после актот на мокрење, акутно паѓа притисокот, губат тонус и паѓаат. Кај дроп атаките, односно кај тоничните епилептични напади е малку поспецифична клиничката слика, затоа што многу често кај тие индивидуи се јавуваат и симптоми на аура, премониторни симптоми и знаци од типот на намалено расположение, екстремна поспаност, екстремен замор, промени, акутни промени на расположението. И после известно време следува падот. После падот се чувствуваат уморни, истоштени, поспани. Често пати таквите напади се проследени и со ретроградна амнезија, односно несеќавање на настанот. Така да
стручњаците во својата област кои што добро се запознаени со семиологијата на нападите и со тој диверзитет, различност на клинички напади, многу ретко може да сгрешат. Така, врз основа начин анамнезата, всушност на раскажувањето на пациентот што точно му се случило, може да утврдат ведно за што се работи. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат вклучување во денешната Телма амбуланта. Потоа ќе продолжиме онаму каде што запревме. Добар ден за првиот од нив. Добар ден за гледачот. Така, ве слушаме одлично. Добар ден. Добар ден, повелете. Имам едно прашање до докторката. Така. Ја прележав корона тешко. И после тоа брат ми почина. И не можев ни да спија и само да плачам. Од тогаш бев на нерволог, ми препиша пароксатин и аклонил за спиење. Дали овие доживотно ќе ги пијам, а не може без ним? Сакам докторкава да ми одговорите. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Малку сме надвор од докторке од темата, но секако ќе дадете одговор. Повелете. Најверојатно стресогените настани кои што биле дел од животот на госпоѓата која што се јави, довеле до појава на промени на психички план. Најчесто се тоа анксиозно-депресивни состојби. Госпоѓата спомена дека го загубила близок член од семејството и тие често пати се проследени со намалено расположение, со намалена волја за живот и со несоници. И кога таквата состојба трае подолг временски период и кога го нарушува квалитетот на животот на индивидуата, добро е да се интервенира со одредени лекови од типот на анксиолитици, антидепресиви, хипнотици, лекови наменети за спиење, со цел стабилизирање на организмот и на невропсихолошкиот систем. И во моментот кога ќе се постигне еден еквилибриум, еден баланс во организмот, се советува постепено намалување на терапијата и евентуално незино прекинување. Меѓутоа, тоа се пациенти кои што треба да бидат водени во исто време и од невролог и од психолог, за да може што полесно и побрзо да ја откажат, условно кажано, да ја прекинат терапијата, затоа што секогаш најголемата дилема на пациентот кога ќе му дадете таква терапија, дали доживотно ќе ја пие. Да. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Се исклучил во меѓувреме, во ред. Продолжуваме понатаму со терапиите кои што се даваат кај лицата со епилепсија, откако ќе биде поставена диагнозата. Дали секогаш лековите го даваат посакуваниот резултат? Тешко ли е за пациентот да се адаптира на нив? Дали тие доживотно ќе пијат терапијата? Се разбира, тоа се многу често поставувани прашања од самите пациенти и од нивните семејства. Лековите кои што се даваат во третман на епилепсија, кај нас се познати како антиепилептици. И тоа е можеби прилагоден термин затоа што во англосаксонската литература се познати како anti-seizure medications, значи лекови кои што се наменети за спречување на нападот, меѓутоа не и на лечење на епилепсијата. За жал, 40% од епилепсиите, односно епилептичните напади, треба да бидат, за жал, третирани континуирано и доживотно. Меѓутоа, среќа е што постојат затоа што со нивната употреба, ако е антиепилептикот, адекватно одбран, адекватно дозиран, ако е на време поставена диагнозата, во тој случај се постигнува одлична контрола на нападите и луѓето нормално функционираат, не губат од квалитетот на животот. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да ве питам, епилепсија се јавува на 35 години, можно ли? Дали може на 35 години? Докторке, можно е. Да. Така, како што појаснивте во емисијата. Така, имате уште некои појаснувања во врска со случајот? И фатално заврши. Така. И заврши во смрт. Фатално заврши. Така. Навистина ми е жал. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, може епилептичниот напад да доведе до брза ненадејна смрт? Може. Да. Постојат изолирани случаи, за среќа се ретки, меѓутоа ги има во епилептологијата
кога од необјаснети причини ненадејно доаѓа до фатален исход на пациент кој што има веќе поставена диагноза на епилепсија, кој што е под антиепилептична терапија, да заврши со смртен исход. Меѓутоа, тоа не е случај за сите типови епилепсии и кај сите пациенти кои што имаат епилепсија. Најчесто станува збор за епилепсии кои што се од симптоматска природа. Почесто се јавува кај пациенти кои што имаат неконтролирани напади и покрај адекватно ординираната терапија. Почесто се јавува кај пациенти кои што имаат големи напади, генерализирано тонично-клонични напади, кои што се јавуваат често пати во текот на денот или ноќта. Може да се јави кај пациенти кои што се нередовни во поглед на земање на антиепилептичната терапија и често се јавува кај пациенти кои што во исто време со антиепилептичната терапија повремено рекреативно злоупотребуваат алкохол или други наркотици. Како што веќе споменавте, значи антиепилептичната терапија, односно терапијата што ги спречува нападите, треба да се зема редовно. Редовно, навремено. Навремено. Да не се прекинува на своја рака. Во ниеден случај да не се прекинува на своја рака и бидејќи е тоа хронична терапија, долги години се зема, понекогаш се случува да се изостави дел од терапијата во текот на денот, па за да го надоместат неземањето на една единечна доза, се случува да земат 2 таблетки одеднаш, за да го надоместат недостатокот, и тоа не треба да се прави. Едноставно една пропуштена доза во текот на денот не значи никаква опасност дека ќе се појави напад. Треба да чекаат до наредната доза, кога регуларно ќе си го земат антиепилептикот. Меѓутоа, треба да бидат редовни во поглед на земањето на терапијата и во ниеден случај на своја рака да ја прекинуваат, затоа што има строги правила како таа терапија се воведува, како се одржува и како се прекинува. Доколку некој пациент зема терапија и неколку години немал напад, треба ли да се прекине? И значи ли тоа дека повеќе нема епилепсија? Генерално значи дека е, условно кажано, излекуван и за тоа постојат строги критериуми и консензуси кога почнуваме да размислуваме за намалување и евентуално прекинување на антиепилептичната терапија. Обично станува збор за пациенти кои што редовно земаат антиепилептици, кај кои што епилепсијата и епилептичните напади се добро контролирани и кои што барем 2 години од последниот напад не доживеале повторен епилептичен напад. Во тој случај неврологот полека, многу скромно почнува да размислува за евентуално намалување на дозата на антиепилептикот и можно негово прекинување. Терапијата постепено се воведува и постепено се укинува. Затоа што наглото акутно прекинување на антиепилептикот може да доведе до влошување на клиничката слика, до зачестување на епилептичните напади. Тоа е една огромна специфика во полето на епилептологијата, прекинувањето на антиепилептичната терапија. Тоа е огромен успех и за неврологот и за пациентот да се дојде до стадиум кога ќе можеме да кажеме дека најверојатно ќе ја прекинеме антиепилептичната терапија, меѓутоа тоа е спор и макотрапен процес и мора да постои добра соработка помеѓу пациентот и неврологот во целиот тој процес на дисконтинуирање, односно прекинување на антиепилептичната терапија. Се плашат ли пациентите да ја прекинат терапијата? Да, многу често. И посебно тоа се случува кај пациенти кои што повеќе од 10 години имаат епилептични напади и кои што во последните 7 или 5 години немале никаков напад. И во тие моменти кога ќе им спомнете дека после сите направени параклинички испитувања
електроенцефалографија и обична и со депривација на сон, значи после непроспиена ноќ и сите направени неуроимиджинг техники, најчесто магнетна резонанца. И анамнезата кажува дека во последните 5-7 години пациентот нема напад. Кај тие пациенти обично е многу тешко да им се предложи прекинување на терапијата затоа што таа терапија макар и во минимални дози им дава некое чувство на сигурност дека никогаш повеќе во животот нема да го доживеат тоа што го доживеале. Некои од пациентите се страшно истравматизирани заради самата диагноза и тоа што се случувало во целиот тој процес на поставување на диагноза на епилепсија и самите епилептични напади. Од друга страна, и покрај тоа што за епилепсијата се знае од древни времиња, се уште во некои региони од светот, па и во нашата земја, тоа е болест која што е доста стигматизирана, так? да носи многу социјални консеквенции за пациентите кои што имаат епилепсија и за нивните семејства, така што дел од пациентите, не сите, го одбираат посигурниот начин и продолжуваат да ги земаат лековите, макар и во минимални дози. Можеме да прочитаме исто така дека некои соеви на канабис позитивно влијаат кај пациенти со неконтролирани напади на епилепсија. Имаме гледач, ќе го вклучиме веднаш потоа, ќе дадете одговори за маслото од канабис, дали го препорачувате кај лицата со епилепсија. Добар ден за гледачот. Добар ден. Повелете. Поздрав за емисијата и за докторката. Ви благодарам. Имам едно прашање. Со депакине. Пие дете во депакине, внук ми пие депакине и има некош навечер напади. Може да се случи 1 до 2 напади навечер, а може и по 2-3 месеци да нема ништо. Дали треба да продолжи со тие апчиња или треба поголема доза да земе према килажа, после пие 300 или 500? Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Кој е вашиот совет? Така. Обично кога и покрај давањето на антиепилептик се јавуваат повремени напади, тогаш треба да се размисли евентуално за зголемување на дозата на веќе ординираниот антиепилептичен лек, затоа што очекуваме дека после давањето на терапијата пациентот не треба да има напади. Доколку се работи за деца кои што, односно индивидуи кои што активно растат, кои што за кратко време ќе ја зголемат и својата телесна висина и својата телесна тежина, можеби ќе дојде момент кога тие дози на лекот нема да бидат ефикасни во спречување на епилептичните напади. Во тој случај се одлучува иницијално да се измери концентрацијата на лекот во крвта, дали е таа доволна, и доколку тоа не е случај, иницијално се препорачува зголемување на дозата на веќе дадениот лек и чекаме извесен временски период да видиме дали нападите ќе продолжат да се јавуваат, доколку и по ординирањето на максималната дозволена доза на веќе ординираниот антиепилептик има повторно детето или индивидуата напади, тогаш се одлучува кон воведување на втора антиепилептик, кој што по својот на механизам на дејство ќе биде различен од првиот, со цел да се спречат нападите. И сосема накратко, докторке, бидејќи емисијата пред самиот крај, дали препорачувате масло од канабис кај пациенти со епилепсија? Особено кај она епилепсија која што не може да се контролира со лекови. Или пак хирургијата тука решение. Така. Одреден процент од епилепсиите, од епилептичните напади се така наречено фармакорезистентни. Значи, покрај оптималното давање на терапија, вие се соочувате со континуирани напади, тоа го фрустрира и самиот пациент и самиот доктор. И во тие случаи дилемите се огромни. Јас лично како невролог немам искуство со ординирање на марихуана во медицински цели. Од друга страна, контрадикторни се резултатите од студиите кои што се водат на светско ниво, се поврзани со употребата на масло од канабис во спречување на епилептичните напади. Според некои студии, ефектот од
неговата употреба е минимален во намалување на фреквенцијата на нападите. Не може да ги спречи нападите, бидејќи станува збор за фармакорезистентна епилепсија, не одговара на ниту еден антиепилептичен лек. Од друга страна, постојат студии кои што во своите резултати укажуваат дека може да бидат намалени епилептичните напади по фреквенција и интензитет. Ставовите се често многу контрадикторни. Употребата на такви супстанции со себе повлекува многу етички и морални консеквенции. Меѓутоа, едно е познато дека континуираната употреба на таква супстанца доведува до хронично депривирање на мозокот со кислород, значи го намалува нивото, концентрацијата на кислородот во мозокот, во крвта, односно во мозокот, што значи дека долгорочната употреба може да доведе до намалување на мемориските и когнитивните капацитети на таквото лице. Доктор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Остана уште бројни прашања неодговорени, но секогаш има можност за продолжение, за втор дел и за едно ново гостување. Ви благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви посакувам пријатен ден.